Со марш во центарот на Струмица, жените од СДСМ го одбележаа Денот на жената. Порачаа дека 8 март е символ на сите жени во светот, нивната борба за еднакви економски, политички и социјални права заедно со мажите. Сите овие настани се организирани со цел да испратиме една јасна и силна порака дека ние жените сме овде, спремни сме, сериозни сме и истрени сме во борбата која што ја водиме. И тоа обединети без разлика на верската, на националната и на партиската припадност, борба за женските права, борба за градењето на едно родово еднакво општество и се разбира оно кое што е сега актуелно, тоа е борба против дискриминацијата на жената и сите видови на насилство врз жените. Сведоци сме дека овие денови најголем дел од настаните се што ги одбележаа жените во пресрет на 8 март е всушност и Конвенцијата на Советот на Европа или така наречената Истанбулска конвенција за превенција и борба против насилството на жените и сите видови насилство врз жените. И би сакала еве да ја искористам оваа прилика да им го честитам 8 март, меѓународниот ден на жената, на сите мои драги пријателки, другарки, сопруги, баби, мајки и да им порачам дека не само еден ден, на 365 дена во годината треба да ни биде празник на душата и 365 дена во годината треба да ни бидат обележи таа борба која што ја водиме, борба за женските права, борба за родово еднакво општество, борба за нулта толеранција на дискриминацијата и насилството врз жената и разбивање се разбира на сите родови стереотипи кои што постојат во општеството. Синоќа во домот на Арама социјалдемократките организираа хуманитарен коктел со рачни изработки и храна. Средствата собрани се наменети за помош на семејство чија куќа изгоре во пожар. Хуманитарниот коктел има две страни. Едната е продажба на изработки од нашите жени социјалдемократки, изработка на украсчиња, честитки, слики и правење на колачиња, торти и други работи за јадење, а другиот дел е проекција на филмот со прежетки, во која ќе видиме како жената се борела за остварување на своите права пред многу години. Сакам да ви кажам дека средствата што ќе бидат собрани со купување на експонатите ќе бидат донирани на една наша фамилија, струмичка наша, зборувам од аспект на сограѓани што ги знаете несреќа, односно сите се разбрале, сега не е вкусно да ги спомнувам по име, меѓутоа сите знаете, тоа е на фамилијата на која што им изгоре куќата. И ве повикувам сите, секој во своите можности да купи од експонатите, со тоа ќе допринесе за да помогнеме на фамилијата. Идејата за одбележување на посебен ден посветен на жените потекнува од почетокот на 20-тиот век. Првиот ден на жената е одбележан на 28 февруари 1990 година во САД по иницијатива на Социјалистичката партија на Америка.